Македонија и светот го одбележуваат 14 ноември, светскиот ден на дијабетесот. Секој 10-ти македонец има дијабетес. Преваленцата во нашата држава во 2017 изнесува високи 12,2%, што значи дека бројката на дијабетичари е над 180.000 на возраст меѓу 20 и 79 години. Според светската статистика, оваа болест последните години доживува рапиден раст и од неа боледуваат околу 450 милиони луѓе во светот. За жал, овие граѓаните со дијабет се повеќе и повеќе се зголемуваат, а општеството помалку и помалку води грижа за обезбедување на инсулинската терапија. Заради тоа, Сдруженијето почесто на своите седници, собрани и така, напоменува дека се повеќе и повеќе треба да се води сметка, затоа што дијабетот веќе станува пандемска болест. Веќе во Битола имаме над 6200 на инсулинска терапија. Зголемениот број на лица со дијабетесот тип 2 е резултат на забрзаното темпо на урбанизација, стареењето на популацијата, седечки начин на живот, зголемена телесна тежина, недоволна физичка активност и поголем внес на нездрава храна. Инсулинот е хормон кој што се влачи во панкреасот и тој има задача да овозможи на шекерот во крвта да навлезе во клетките, да се искористи како енергетски материјал пред се мускулните клетки, клетките на другите органи кои создаваат енергија, и ако е нарушена функцијата или ако нема доволно инсулин, шекерот остадува во крвните садови и така настанува хипергликемијата. Зошто е значајно? Значајно е тоа затоа што може многу лесно да се превенира. Со скрининг може рано да се откријат заболените со дијабет, со испитување на шекер во крвта. Во одбележувањето на светскиот ден на дијабетесот традиционално се вклучува и Црвениот крст, како и Лајонс клубот Битола, со низа настани посветени на оваа модерна чума, како што се нарекува болеста на денешното живење. За таа цел и го организираме овај настан за бесплатно мерење на шекер и крвен притисок, нормално, анонимно, кој што сака може да се измери слободно тука на пунктот на Црвениот крст. Организацијата е направена во соработка со Центарот за јавно здравје Битола, а исто и на 16 ноември во просториите на Црвениот крст ќе има предавање по повод јувенилен дијабет, на кој предавач ќе биде Александра Сервини и наша волонтерка која е дијабетичар од раѓање, па таа ќе го каже нејзиното искуство во врска со дијабетот. Во нашиот град веќе 10 години се одбележува овој ден, од страна на нашиот клуб и од другите клубови на Alliance Clubs International. Како што можете да забележите, местоположбата е традиционално иста и досега се измерени веќе скоро 50 на граѓани за шеќер во крвта и кај неколку е пронајдена повисока вредност и се упатени на понатамошни интервенции. Центарот за јавно здравје во текот на целата година организира предавања во основните и средните училишта со цел децата да се запознаат со оваа модерна болест, но и истата да се превенира, практикувајќи здрав начин на живот. Годинава светскиот ден на дијабетесот се одбележува под мотото "Жените и дијабетесот, нашето право на здрава иднина".